Почитувани пријатели, еве не уште едно утро во прекрасниот ресторан Кале на Скопската тврдина Кале. Нашите домаќини денеска буквално не изненадија со она што ќе го приготвуваат. Тоа е едно старо македонско традиционално јадење со кое што јас се сретнав далечната 75-76 година за прв пат и го приготвуваше мојата сега веќе покојна баба Славка. Убавите сеќавања на баба Славка и на незината кујна ќе останат во мене, но денеска повторно во ресторанот Кале ме потсетија на тоа како се подготвува пилешки ајмокац. Пред да ви раскажам за пилешкиот ајмокац и односно да го видите начинот заедно со готвачот Војче како тоа ние го правиме во нивната кујна, јас ќе ви раскажам дека побарав на интернет се што е споиво со зборовите пилешки и ајмокац. И не успеав буквално да најдам ништо. Посебно не во оној дел со кујните кои што се сродни со нас и кујните кои што допринеле да имаме ние одредено влијание од нивните приготвувања. Пронајдов на страници, на српски страници, за тоа дека пилешкиот ајмокац е нивни рецепт, но таму исто така пронајдов и дека и пинџурот и ајварот се нивни рецепти, па вие судите колку е тоа веродостојно во однос на ајмокацот. Инаку, постои една стара скопска легенда, која што ќе ја раскажам и е поврзана за еден босанец кој што работел како готвач во Германија, а подоцна дошол во Скопје да готви во една од скопските кафеани во старата турска чаршија. Значи, бидејќи не можев да најдам спојва точка со турската кујна и проверив преку 300 турски јадења, сепак би сакал да ја раскажам оваа урбана легенда во која што и не можам многу да верувам, но ајде да велиме дека е така и дека името ајмокац го добило ова јадење, впрочем, од оваа урбана легенда. Именно тој босанец правел големи количества на ајмокац и нормално луѓето што доаѓале во тој ан, во таа акджилница, во таа кафеана од тоа време, значи во турско време, јаделе и на крајот останувало многу малку. Бидејќи мачките биле дел од тогашните кафеани и живееле покрај кафеаните, сега веќе не се похасап, кога овој босанец сакал да ги повикам мачките да дојдат и да им даде малку од јадењето, но не знаел на македонски како се вели мачка, туку знаел само на германски, бидејќи работел во Германија и ја нарекувал кац, на мачките им викал ајмо кац, да једемо мало. Така една урбана легенда не донесува до името на ова јадење кое што представува изворедна комбинација на пилешко, брашненце и белук. Да видиме како се приготвува ајмокац. Почитувани пријатели, еве не повторно во кујната на нашиот домаќин ресторанот Кале, каде што и ово утро заедно со маестро Војче. Војче, како си? Добро утро. Одлично, благодарам. Да, ќе приготвуваме еден извонреден домаќински, еден македонски традиционален рецепт. Сите наши пријатели покрај малите екрани, значи ја видоа денешната најава, денешната гурманска приказна за овој рецепт. Би сакал јас и од тебе да чујам, денеска ќе приготвуваме. Денеска ќе приготвуваме пилешки ајмокац. Ете така, пилешки ајмокац. Јас ја кажав таа интересна гурманска приказна околу ова јадење. Од кога го знаеш ова јадење? Па, го знам од старите мајстори, како што ви кажа претходно за чопчето. Така? Го знам од чаршија, го припремале. Значи го јаделе претежно. Така, овој рецепт е стар, значи сигурно 50 на 100 години го правеле сите оние домаќинки во градот Скопје и пошироко во Македонија. Да, и се применува во кујните кај што сум работа. Така. Што ни е потребно за пилешкиот ајмокац? Потребно ни е батаци. Значи, ти претходно ги свари батаците. Ги свари батаците, да. Се варат во малку солена вода или само во чиста? Во солена вода, зачинета вода. Така. И земам батаците, ги очистувам од коските. Така. Јаскавиците ги вадам. Така. И така чистени се варат. Се варат. Фондот од батаците го одвојам посебно. Добро. И при приготвување на батаците, кога ќе ги одвојам, кога ќе ги сечам, значи, водата од батаците, тоа е еден вид фон, еден вид супа, се става настрана, во нејзе ставивме, нели, малку шефмикс од котање, посоливме со наша сол. Тоа што ни треба за пилешкиот ајмокац е дефинитивно тука. Ни треба кромитче, така, ни треба кромит со
Морковче со тоа. морков. Ова е еден вид испасирано. Да, испакирано, да. Го пакираме тоа. Испржено ли е, издинствено или како? Испакирано е и после ќе го ставаме во фондот за водата. А, А така. посебно ставаме морков и брашно, после ќе одиме на... Добро, тоа ќе го видиме кој ќе приготвуваме. Да. Сега да кажеме што ни е потребно. Тука имаме рендано морковче, имаме шеф микс, имаме бело лукче, значи испасирано, изрендано и брашно ни Брашно, треба. да. Ловоров лист, малку бибер од котани и нормално наша Наша, да. сол. Би те поканил да почнеш со подготвување на рецептот, значи да ги исечеш пилешките и морковите, она што ни треба. Сега да го видиме оној технички дел што маестро Војче ќе ни го приготви тука на шпоретот и едноставно начинот на кој што се приготвува овој стар македонски традиционален рецепт. И еве не заедно со Војче ќе готвиме пилешки ајмокац, кажавме што се треба, го сваривме пилешкото, го исековме, Војче повели, значи огнот е запален, така? Да. Што треба сега да направиш? Сега ставаме маснотија. Добро. Не доволно. Најдобро е тоа да биде со Не чогледост. доволно многу, затоа Да. што има фондот од батаците. Фондот од батаците кои што си имаат природна маснотија. Маснотија. Добро. Сега се става морковот фактички. Така. Ете го веќе како убаво шушти. Ќе ја пуштице, ќе ги пушти сите оние природни сокови што ги има морковот и ќе добиеме малку црвена нијанса. Слободно тука стави го. Да, убаво се прчи морковот, Да, одлично. убаво да добие боја румена. Доби... Сега што би требало? Сега лукчето. Лукчето. Така. Едно-две чешни од Две чешниња лукче. И ово исто се пропржува. Добро, и тоа веднаш ќе добие убава боја Боја. заедно со морковот рендан. Да. Сега идеме Ајде, со брашно. сега брашненце, можам и јас да ти држам. Сакаш? Може, Не, не. можеш ти, не е Добро. проблем. Така, и јас ќе го спуштам ово тука тебе. Значи сега го пропржуваме и брашненцето заедно со морковот и со Добро испржениот морков, брашното и лукот. Деаме фондот, даваме фонд така. од батакот, претходно припремен. Може. Во него имаме шеф микс. Ете така. Сепак јас би ти го држал вака фондот, за да можат и камерите да видат. Во него имаме шеф микс и наша сол. Ева како густинава што е добиена, сега можеме ние да ги ставиме Пилешките. пилешките. Повели, еве ти батаки. ги тука ти се горе. Сега треба да го оставиме да врие, да динста на тивок оган, отприлика некаде околу 10 15 15 минути. 20 минути и потоа одиме со одјавата во фактички во интериерот на ресторанот Кале. Се гледаме таму. Драги мои, денеска повторно готвевме прекрасно во ресторанот Кале на Скопската тврдина Кале.
Сите вие, мои пријатели, покрај малите екрани што гледате гурмански приказни за обичните луѓе, денеска имавте можност да видите како се приготвува македонски ајмокац. Јас ќе пробам од ајмокацот, навистина прекрасно домашно јадење. Прво ќе си исечем едно парче од пилешкото. Просто ми се врзува јазикот кога гледам колку прекрасно изгледа. Ќе мора да вкусиме. Едноставно изворено. Се гледаме утре повторно во истото време. Да живееме со бело македонско домашно вино.